Марија ни веќе подготвена, исто така со актуелна тема, со оглед на тоа што изминатиот период Македонија е под врнежи или една врнежлива состојба низ целата наша земја, која што за жал предизвика и зголемен водостој на реките, кои што пак направија поплави и дел од граѓаните се евакуирани, или се со цел да бидат безбедни, заради тоа што секако дека безбедност и здравјето се на прво место. Но со Аргент Чилафи од Црвениот крст, Марија утрово ќе сподели информации што е она што е најважно или како треба да се реагира доколку се случи поплава. Така што верувам дека овие совети ќе бидат и повеќе добре дојдени во овој период. Марија, поздрав. Токму така, со последното вклучување на лице место ќе опфатиме темата поплави. По последните обилни врнежи изминатиот викенд можеше да се види поплави во неколку региони во Македонија. Ќе го издвоиме регионот во Кичево, каде што имаше повеќе поплавени куќи, дворови на куќи, каде што по 12 часот биле пријавени вкупно околу 30 поплавени семејни куќи. Утро сме заедно со Аргент Чилафи од Црвениот крст, каде што ќе кажеме повеќе информации во однос на самите поплави, односно како до правилна реакција и евакуација. Да му посакаме добро утро. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Добро дојдете во просториите на Црвениот крст на град Скопје. Црвениот крст во периодот, нели, пообилните дождови во периодот 14 до 16 февруари настапи на терен, односно тимовите за брз одговор во Кичево, Гостивар и Скопје во овој период беа присутни на терен, действува и моментално ситуацијата е следна. 250 семејства во 250 лица, односно 62 семејства се евакуирани во Кичево. Има штети на територија на Црвен крст Гостивар и на територија на град Скопје. Значи, овие три региони се највише опатени. Моментално се врши дистрибуција на добра. Зборуваме за над 500 кебиња, 200 душици и све остало. Фокусот нормално е концентриран во Кичево, кај што имаме и раселени лица, односно евакуирани. Гостивар и Скопје, ситуацијата е многу подобра од Кичево, но сепак, рецимо, ако можеме да направиме паралела, 13 семејства во Скопје и неколку семејства во Гостивар, во кои во текот на денешниот, утрешниот ден ќе биде завршено, пошто претходно е направена прва фаза на проценка, врз основа на проценката на тимовите на терен, ќе се действува и ќе им се достават добрата на самите граѓани. Зборувам ова само една прва фаза, тие семејства ќе се следат доколку има потреба или континуирано. Но морам да напоменам пак, фокусот е Кичево. Затоа и го напоменав, односно го издвоив Кичево во самата најава, иако ета неколку региони се во прашање. Оваа ситуација го потикна прашањето како до правилна реакција и евакуација при самите поплави. Па како ќе советувате вие како представник од Црвениот крст? Вака, ние делиме секоја елементарна непогода ја делиме пред, за време и после. Кога зборуваме за поплави, пред поплава, вие мора претходно да имате јасна слика кои ви се ризиците од поплава во вашиот дом. Нашиот регион генерално нема големи ризици од поплава, сем доколку куќите ни се во близина на некоја речно корито и се остало. Најпрво се прави планот за евакуација доколку нели е потребно, каде би било, и го запознаваме нашето семејство, нашиот круг од пријатели кои би не биле точките на евакуација во случај нели доколку имаме потреба од евакуација, доколку зборуваме за куќа, се обезбедуваат соодветни материјали во случај нели да биде спречен тој првиот иницијален бран од поплави, дали тоа би биле вреќи од песок и све остало, доколку нели пак ќе напоменам нашето живеалиште се наоѓа до евентуална опасност од поплава. И што е најбитно, доколку треба да се евакуирате во тој период, се движите, доколку имате нели двоспратно, троспратно куќа, а не можете безбедно да се евакуирате, нормално се качувате на повисоките спрати. Ги известувате службите, во овој случај 112, и нормално доколку нема повеќе, доколку имате потреба да напуштите таа позиција,
гледајте да не се движите во надоедена вода, односно вода што тече. Над 15-20 см вода, тоаш веќе е дополнителен ризик. Доколку се наоѓате на отворено, тоаш истото важи правилото да се евакуирате на побезбедна точка. За време веќе на евакуација, ви го спомнав на тој момент, претходно и истите важат овие правилата се и за време на евакуација. Многу е битно овие две да ви бидат кристално јасни, а за време на после евакуацијата се враќате во вашите живеалишта доколку е безбедно, односно доколку вашето живеалиште е прогласено за безбедно, односно регионот е прогласен за безбедно, да се вратите. Не користите вода за пиење, односно вода од чешма, доколку претходно не сте известени дека тоа не ги користите апаратите електрични што се оштетени или што биле во допир со вода, што е битно, доколку имате бунар и го користите тоа за вода за пиење, през претходна анализа таа вода не сме да се користи. Приклучоците, кога имаме поголема хаварија, знаат да бидат исклучени, ги известуваме надлежните служби за прекин на доток на електрична енергија и све остало. Што е битно друго, помагаме доколку има потреба на нашите соседи и што е финално доколку нас не треба помош и си ја побараме таа поддршка. Убава сесија објаснивте за правилна евакуација при поплавите. Сакам да напоменеме нешто и за земјотресите, со оглед на тоа дека сега скоро можеше да се почувствува земјотрес, најмногу во Скопје и во Тетово. Како до правилна реакција пак при такви непогоди? За сите елементарни непогоди, првобитно е да не кренете паника. Доколку се случува земјотрес, најбитно е да се засолните таму кај што ви се безбедни точки, дали под маса, до маса, на главни подпорни ѕидови, откако ќе завршат потресите, безбедно да се напушти просторијата. Еднаш ка напуштање на просторија не се враќаме додека официјално не знаеме дека е безбедно. Овие се први чекори што секој од нас ги знае. Точката на евакуација мора да ја знаеме сите, зборуваме како семејство, пријатели и све остало. Таа рутата за евакуација што ја спомнав и за поплавено подрачје мораме сите да ја знаеме, мораме да знаеме кој ни е најбезбедна точка и во кој било што да не се случи таму ќе се најдеме. Ние имаме Црвениот крст на град Скопје има фокус, односно таргет. Имаме 10 работни организации во овој случај училишта или градинки и во текот на годината правиме обука на вработените и на децата, на цел персонал, односно, како безбедно да се евакуираме. Генерално ги користиме две сценарија, земјотрес со нуспојава пожар, се со цел да ја подигнеме јавната свест од ризиците што ни се случуваат во самите објекти. Морам да напоменам, кај нас фокусот е земјотрес највише, пошто тоа ни е За разлика од поплавите. Да, апсолутно. Видете, ви го напоменав, вие мора најпрвен да го знаете планот, односно да ги знаете кои ви се потенцијални ризици во една работна организација, односно во едно општество. Поголемиот дел од училиштата, тоа е земјотрес. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина за сите овие информации. Ви благодарам и вас, што колку толку ќе подигнеме јавната свест на нашите сограѓани. Благодарам уште еднаш. Верувам дека сите овие информации беа едукативни за нашите гледачи и како што напомена и мојот денешен гостин, дека со ваквите вклучувања ја подигнуваме јавната свест за како до самозаштита и заштита на нашите најблиски при вакви непосакувани ситуации.